Отворено вечерва, вистината за еколошката криза во Крива Паланка. Хаваријата во рудникот Тораница се заканували еколошка катастрофа. Во градот се случи еколошки инцидент, токсични материи, меѓу кои и цианид се излеа во реката. Градоначалникот објави резултати од независна лабораторија кои потврдија присуство на опасни супстанции. Се стравува дека загадувањето може да ја загрози почвата и земјоделските култури во регионот. Инспекторатот изрече казна за рудникот, но не стивнуваат и понатаму обвинувањата, дали некој сакаше да се сокрие тој инцидент, што понатаму, дали институциите ќе реагираат, кој ќе ја преземе одговорноста и што носат новите резултати кои што ги направи самиот рудник. Вечерва за сево ова разговараме во нашето студио Тони Тоневски, директор на Булмак 2016, компанијата која стопанисува со рудникот Тораница. Добра вечер, добре дојдовте. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Да, благодарам што се озвавте на поканата. Сашко Митовски, градоначалник на Крива Паланка, преку кој практично да дознавме веста која што беше вознемирувачка. И Татјана Стојановска, представничка на О2, еколошка организација, кои што исто така се запознаени со целиот овој проблем и денеска ќе имаме можност сите заедно да утврдиме што навистина се случи и какви се реперкусиите. Градоначалниче Митовски, вие најмивте независна лабораторија која потврди присуство на токсини и на цианид. Може ли накусо да ни образложите за да можеме после да го чуеме одговорот и на компанијата која што е тука? Добро вечер. Да, и зошто се одлучивте вие да правите таква анализа кога тоа е работа на државните институции и на компанијата пред се? Добро вечер и благодарам за поканата и можноста е ова тема која што од една страна ја загрижува кривопаланичката јавност и моите сограѓани, а се повеќе актуелна во јавноста и во медиумите и отвара многу прашања и многу дилеми. А едно од клучните прашања кое што и на самиот почеток на оваа емисија, која беше причината заради која што одлучив токму на еден ваков чекор, пред се мојата одлука се засноваше единствено врз заштита на граѓаните и на тие кои што ми ја даде довербата и никако поинаку. Сметам дека во една таква ситуација, како прв човек на општината, навремено, кога во една ситуација гледате дека системот и државните институции не функционираат, неопходно и неминовно беше да застанам во заштита и одбрана на моите сограѓани. Она што го видовме на објавата на социјалните мрежи на како известување на Државниот инспекторат за животна средина во едно штуро соопштение во кое што самата хаварија која што се случи на 14 март беше објаснато дека е од технолошка вода, од јамски води, а сите ние бевме сведоци дека градот буквално и Крива река беше буквално во една црна сивкаста материја, која што на некој начин отвори многу паника и многу прашања кај моите сограѓани. И во самото тоа соопштение кое што беше од страна на Државниот инспекторат се посочуваше дека водата е заматена како технолошка вода, без при тоа се тоа да го потврдат со соодветни анализи, лаборатории и сметам дека во една таква ситуација Државниот инспекторат директно има застанато во заштита на приватната компанија. Дополнително, она што уште повеќе загрижуван покрај соопштението на Државниот инспекторат и она што можеме да го очигледно да видиме дека очигледно имат затајување во целокупната постапка и не земање во предвид сите инспекцијски методи во внедрениот инспекцијски надзор е што во една таква ситуација и правното лице, причинителот за самата штета,
директно излезе во одбрана и заштита на рудникот Булмак 2016. Поразително е за нас, за сите ние кои што сме носители на јавни позиции, кои што довербата ја црпеме на непосредни избори, граѓаните кога ни дават довербата, да бидеме во функција на заштита на некој личен капитал или личен бизнес. Недозволиво денеска, јас бев обвинет на 14. Кога ги повикав државниот инспекторат да се заврши работата согласно закон, да бидам обвинен дека ширам паника, дека ширам дезинформација во јавноста и дека си имам ставено во функција како државен инспектор. Поголемо државни, ќе ми извине и пратеникот во собранието, јас не се имам ставено во функција на државен инспектор, туку во функција на граѓаните на Крива Паланка. Тие кои што ми ја дале довербата и кои што моја должност е да им го штитам здравјето и никако поинако. Дополнително, не само со изјавата на пратеникот, следеше и изјава на социјалните мрежи и на координаторот на советничката група при Советот на општината, каде што правата реченица е, замислете, институциите во служба на граѓаните. Кои институции во служба на граѓаните? Имаме целосно затајување, што според вас не направи добро инспекторатот, после тоа видовме и казни изречени. Ова да беше во некоја нормална држава, каде што функционираше системот. Денеска директорот немаше да се шета по телевизиски куќи, туку ќе беше на обвинителна клупа. Во поранешна Југославија за ваква хаварија, цел систем денеска ќе беше затворен. Ајде да видиме што е хаваријата. Сега да го прашаме прво оно што е симптоматично, оно што е симптоматично, само што оно што ги знаеме ваши ги кажавте. Симптоматично. И самата прекршечна пријава која што изрекува државниот инспекторат не е решение на проблемот. Тука решение на проблемот е поопсежна инспекцијска анализа во која што ќе се наложи по сите законски можности враќање и испитување пред се на почвата, на реката, на сите оние неопходни, верувам дека нешто повеќе ќе ни кажат и од невладината организација, од тука натаму што како инспекторатот е неопходно да преземе чекори за да биде заштитено здравјето на граѓаните. Благодарам. Само да кажеме дека и инспекторатот беше повикан на денешната емисија, меѓутоа тие не се озваа на поканата не можам во овој момент да тврдам од кои причини, меѓутоа не сакаа да бидат присутни денеска за да ги аргументираат своите постапки во текот на овој процес. Тоневски, што се случи во Тораница за да дојде до оние снимки што ги видовме и онаа вода што ја видовме, па најпосле и оние резултати кои што беа презентирани од страна на градоначалникот. Добро, прво сакам на вас да ви се заблагодарам што ме поканивте во студиото да ја кажеме и ние нашата страна како компанија. Булмак 2016 е сериозна компанија која што скоро е 10-та година веќе е во Македонија, сопственик на двата рудника Злетово и Тораница, компанија која што има инвестирано над 40 милиона евра, која што вработува над 800 луѓе, каде што индиректно и дополнително други локални компании и македонски компании имаат бенефит од работењето на рудникот. Меѓутоа, јас на самиот почеток ќе кажам дека ние никако не сакаме да се оградуваме нити да бегаме од одговорноста доколку ја имаме и доколку е наша. Ние сме тука, работиме согласно законските регулативи, ние имаме од 2019 година интегрирана еколошка дозвола која што точно предвидува што треба да се работи во вакви случаи. Ќе се обидам на кратко хронолошки да објаснам како се одвиваше целиот процес. На завршувањето на третата смена во погонот на флотацијата, при сопирање на производниот погон, доаѓа до инцидент пукање на цевката за технолошка вода која што доаѓа од јамските простории. Во Крива Паланка јамските простории ја зафаќаат водата, ја канализираат прво во талошници
и после од таложниците со цевковод Фи-300 доаѓа во процесот на флотирање и преработка на руда. Веднаш по пукањето на цевководот, јас како директор бев информиран од раководителот на рудникот Тораница дека има инцидент и дека се работи за техничка вода, не за јаловина или за некаква вода која што е третирана во процесот на флотирање. Веднаш после тоа, јас го информирав инженерот, бидејќи се работеше за 7 часот утрото, 6:30 точно е пукната цевката, го информирав инженерот кој што е одговорен за екологија во Булмак, да постапи согласно интегрираната дозвола, односно согласно законот. Тоа беше прво веднаш телефонски да ги информира инспекторите кои што се и од Крива Паланка и од Пробиштип, меѓутоа се државни инспектори за животна средина. Ги информиравме и телефонски, и по мејл, и писмено со допис дека имаме инцидент и ги повикуваме на лице место да дојдат на самата локација да видат за што се работи. И јас веднаш отидов таму и точно пред да влезе цевката во флотацијата беше пукната, тоа е цевковод кој што е стар повеќе од 30 години и е на 2 метра просечна длабочина. После тоа дојдоа, ги повикавме и од риболовното друштво Мрена, која што е концесионер во Крива Паланка, дојдоа и луѓето од риболовното друштво и инспекторите пристапија согласно нивните насоки кои што се работат во таков случај. Веднаш беше земена мостра од водата, каде што истече и беше предадена во акредитирана лабораторија за да провери Инспекторатот, не збориме за вашите мостри. Инспекторатот заедно со нас. Добро. По нивна насока беше земена проба и однесена во лабораторија која што ние имаме склучено годишен договор и секој месец правиме различни испитувања и на јаловиштето и на водата во. Ги добивте резултатите? Ги добивме денеска резултатите, затоа до денеска и не информиравме ништо официјално. Јас само сакам да кажам, иако градоначалникот кажува дека треба да се работи согласно закон, точно е, и тој треба да има одговорност, меѓутоа треба да ги спази и законските регулативи. Во законот е точно регулирано во член 87 како се врши постапка за земање на прибор. Не може да обвинувате Булмак дека направил штета без при тоа да го повикате правното лице. Така пишува во закон. Тоа се чекори и како се зима во 3 шишиња вода од истата локација, ако треба повеќе локации на повеќе локации, во присуство. Си има запазена процедура и Има постапка, ние не бевме повикани. за да можат резултатите За да можат верни. резултатите да бидат релевантни. Добро. Едното го правиме ние, едното го прават инспекцијата, другото се користи во случај во строго одредени услови и се користи во случај да има несогласување во добиените резултати од двете лаборатории, се оди на супервештачи. Добро. Градоначалникот на Крива Паланка тоа не го направи, ние не бевме повикани. Вие не знаете на кој начин? Не знаеме на кој начин е земена. Може да одговорите, Да. после ќе одиме Односно супер вештачење или било каква постапка. Сепак на крај одговорот ќе го каже обвинителството во соодветна судска постапка. Не можеме вештачење или супер анализа, супер вештачење да правиме без соодветна судска постапка. Затоа обвинителот е денеска ќе го повикам, согласно сето она што го има како достапни информации, да се покрене соодветна судска постапка во која што нели преку самите инстанции на судот и преку соодветна постапка ќе се докаже соодветната одговорност. Нека се докажува. Дополнително. Меѓутоа ја ви кажувам за земање на мостри, вие не го почитувате законот. Сте земале од некаде мостра на вода и кажувате еве тука се сликаме таа, можеби водата да имате друго шише. Зар мислите дека јас треба да седам со скрстени раце како што тоа го направија? Не, само требаше да не повикате и заедно да ги земеме проби. Добро. Ајде тогаш вака. Дали редот беше вие да ми известите телефонски за една ваква хаварија да ми се јавите? До денеска никој ми се нема јавено официјално од рудникот Тораница. Значи ние вие имавте хаварија во која што по ниту еден остов ја немате известено општината.
Ама во оваа интегрираната дозвола и во законот точно пишува како се чекорите за известување. Значи точно пишува. Значи општината последно треба да знае, така? Општината нема надлежност над компании кои што се со интегрирана дозвола. Знаете вие сигурно. Да, немаме, да, ама имаме обврска и одговорност према граѓаните. Тоа е друго, меѓутоа ние мораме да го запазиме закон. Тоа е многу поголем од било што. Добро и Здравјето на граѓаните е многу поголемо од било што. исто и здравјето се подразбира и ако ги плашите неаргументирано граѓаните. Зашто да ги плашам неаргументирано? За тоа што кажувате. Зарем овие анализи и резултати се неаргументирани од акредитирана лабораторија? Ама видете, Како? Значи ден по хаваријата на замислите да се земени на самиот ден. еве ние земавме на самиот ден. И што значи Ајде сега, ќе почекате уште малку, ќе дадете едно ведување. Накусо без многу експликација, што кажуваат резултатите, значи во фактографски ваши? околу стручноста на Вие ќе го кажавте тоа на пресконференција, ма еве повторете го уште еднаш, за да можеме и нивните да ги чуеме. Значи, според она што е како информација гледам дека директорот ги има прибавено истите овие нашите, да. Значи, врз основа на резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека согласно уредбата за класификација на водите, уредба за категоризација на водотеци, езера, акумулации и подземни водби, има надминување на граничните вредности за површинска вода од втора класа и тоа за следните параметри: pH вредност, ХПК, вкупен азот, вкупен фосфор, нитрити, амониум, цијаниди и олово. Според она што во табеларниот... Мерни вредности има? Да, според она што ги имаме во табеларниот приказ, само вредноста на оловот е зголемена за 10 пати повеќе. Вредноста на цијанидите 0,001 дозволено, во резултатите 0,014. Тоа се 14 микрограми или добро. Предпоставувам. Или милиграм. Предпоставувам, да. Добро, да, бидејќи ајде сега кажете Значи, ми што вие денеска дознавте од вашите. Еве, ова што го прочитав градоначалникот е така. Според Технолаб, Технолаб. односно акредитирана Покачена лабораторија. pH вредност, ХПК покачено, вкупен азот, вкупен фосфор, нитрити, амониум. До тука ништо од ова нема во водата која што испуштаат од кај нас. Ова се работи што треба градоначалникот да ги среди. Тоа се претежно органски материи од фекални води или од животински и растителен свет. Од фекални води. Да. Кај нас нема. Може ли вака? Ајде, утре имате пресконференција во 14 часов. Да. Да излеземе на било која позиција на Крива река и да се напиеме од водата. Доколку сметате дека не е загадена. Може? Може. Да видиме дали се фекали или не се фекали. Јас зборам за Тораничка река. Крива река е ваша одговорност. Таму е слив од Бугарија до Србија. Значи, вие сакате да ни кажете дека ова фекали се... Ма не ја да ви кажам. Прашајте некој што се разбира, некој стручен за ова, нека коментира. Нека каже дека има азот таму, од каде е тој фосфор, од каде се тие нитрити и од каде е амониум. Сите знаеме дека амониумот доаѓа само од канализација, од фекали. Нема у рудничката вода нити фекали, нити фосфор, нити нитрати, ниту хемиската потрошувачка на кислород зголемена, ниту pH вредноста. Цијанидот и оловото се... За цијанидот и за оловото сега ќе збориме. Значи ние имаме исто резултати кои што се земени на ден, добиени од акредитирана лабораторија. Цијанидот во трета категорија на води е 100 дозволено да има. Кај нас има Не е помалку. втора категорија. Тораничка река е трета категорија. А че ги не збориме за Крива река. Ама вие зборите за Крива река, ја ви кажувам, Крива река е ваша одговорност. Ние од Тораничка река испуштаме добро Вие еве. земавте од Крива река или од Тораничка река? Крива река нормално. Од Крива река. Вие земавте од Ние од Тораничка река. Тораничка река земаме. Значи добро, имаме да се разбереме, значи. Ама Тораничка река се влева во Крива Се река. влева добро, меѓутоа, значи во Крива река се Значи, тие резултати што ви кажавте. уште еден престап сериозен направен, значи како може вака, значи Не, но Тораничка река е првата каде што се влева Значи оваа ние вода која ние што не ја влеаме таа вода во Крива река, ние во Тораничка река. И
При поинтегрираната дозвола имаме... Ајде, кажете ги резултатите. Резултатите е помалку од 10. Значи, Младен, помалку од 10 нашите лаборатории не можат да мерат. Не постои, тоа може и 0 да е. Значи, нема цијанид. 100 дозволено, 100 помалку од дозволено, 10. а има помалку од 10. А олово? Во олово 30 дозволено, има 52,8. И тоа е нормално да го има. Сите овие што ги кажа градоначалникот не е можно да ги има у нашата вода. Не постои можност. И цијанид нема, зашто нема значи, од каде да... Може само Да. уште една дилема е, пошто кажете ми која е таа лабораторија која што дава резултати после 17 дена? Врз основа на мојата реакција, зарем требаше да се чека после мојата реакција, Ама за твојата да реакција не е соодветна. Значи, пак ќе ви кажам, не ми е намерата да се конфронтирам со вас, само сакам да и биде појасно на граѓаните и на сите жители од Крива Паланка. Значи, вие кажувате дека има за колку рековте пати, за 10 пати повеќе. Ајде ќе ви кажам ја, согласно уредбата за води, од која беше од 2020 година, Добро. од службен вестник на Република Македонија 183, вода за пиење. Значи, во вода за пиење, гранична вредност, во втора класа гранична вредност, во вода од прва класа и гранична вредност, во вода за пиење може да има 10 микрограм. За цијанид зборувам? За цијанид зборувам. Нели тоа беше најопасното? Добро, и оловото беше. Добро. Добро. Еве ги, јас сум ги извадил сите. Значи, у Европска унија 0,014 милиграми или еве за полесно да биде на гледачите 14 микрограми на литар, во Европската унија за 3,5 пати пониско од дозволената концентрација на вода за пиење. Добро, благодарам за сега на двајцата. Пак ќе убедите. Не го убедувам, тоа е законски. Стојановска, како вие видовте на целата оваа Одма ќе ситуација? дадам една забелешка, да. Имаме и многу интересна ситуација со спротивставени Пазете- анализи за една иста Пазете што вода се или слична случува. вода. Разговараме на тема на која што треба да има представник тука од Министерството за животна средина или од Државниот инспекторат за животна средина, бидејќи Пред они целиот се должни инспекторатот требаше да да ги има, така е, меѓутоа, толкуваат овие резултати, а не сакаа ние да дојдат, пред во се. ред. Второ, ќе се задржам, се извинувам, тој пост што го извадивте беше многу интересен. Јас начелно и воопшто одва иницијатива се задржа на еден многу битен момент, постапката на самиот државен инспекторат, односно инспекторите како нивни представници. Вели, оваа вода не содржи хемиски средства, содржи само механички онесчистувана, односно водата е заматена. Ова е првата изјава на Државниот инспекторат за животна средина. Гледајте, ова од Ова е на 14 март. Тоа е ден пред да ги објавите резултатите. Ова е на 14 март. На 28 март се оди со тоа дека оваа вода, јамска отпадна вода, која во својот состав содржи суспендирани материи, минерални масла, метали, олово, цинк, кадмиум, манга, арсен и друго. Имаме две различни известувања, изјави од инспекторатот. Значи, веднаш се создава сомнение. Посебно што дентак, не знам, ке ме потврди градоначалникот, излезе во медиуми дека општинскиот инспектор Зоран Павловски бил на терен и дека установил хаварија каде што он утврдил дека има истечена јаловина. Државниот инспекторат дента излезе со опомена да не се леферува таква информација, дека тоа е нели правење на хистерија кај народот, односно создавање на страв. Како доаѓа до, значи се враќаме на тоа дека државниот инспекторат, односно нивните представници, апсолутно не си ја работата. Па и ова што го вели господинот Тони, во однос на тоа на земање мостра, не треба вие да земате мостра, се знае точно кој треба да земе мостра, или самиот инспектор без вас, или луѓе од акредитирана лабораторија. Вака ние земавме, вие земавте, тоа не се прави така, ве молам. Значи целата постапка од старт е погрешна и сега ќе се докажуваме со вредности. Кои вредности кога не знаеме што, како и зошто од самиот инспекторат. Немаме никакви информации, ниту па нивно гостување да ни објасна што се случува во моментот и како тоа ќе се решава. Да, значи, предпоставувам, да, сега вие не можете во име на инспекторатот се Не разбира може, да зборувате и Ама добро така што иска, дојдовте за да. во интереси на Јас транспарентноста, тоа е добро. пак ќе кажам пред целата јавност. Значи,
таму нема истекување на јаловина. Тоа е инцидент на пукање на обична вода, која што еве условно, ако рудникот не работи или флотацијата прави ремонт, еден месец нема да работи. Таа вода си тече у реката. И кога не работеше тораница, си течеше у реката. Истата вода е, нема што да и додаде реагенси, нити цијаниди, нити нешто друго. Видете, че сите панични реакции на Државниот инспекторат, на Министерство за животна средина, врз основа на сето она што претходно општината го најави, како пресконференција, сите овие промени на изјавите на статус дават сомнение дека целата оваа тема имаше намера да биде сокриена од јавноста. Не знам зашо би било сокриена. Пак ви кажам. Затоа што во ниту еден момент Воопшто нема истечено јаловина, нити вода што е хемиски денеска е третирана. 17 ден. Дали имаме официјално соопштение од Булмак 2016 да ги информира граѓаните на Крива Паланка за што станува? Имаме две соопштенија. Каде се, значи ние ги немаме. Дали до општината има пристигнато? Има и на некои од медиумите имаше излезено соопштение. Нема. Има два пати. Значи нема дента отпосле до мене како прв човек на општината немате доставено официјално соопштение кое што ќе биде како информација до граѓаните на Крива Паланка. Очигледно со самите овие констатации на социјални мрежи, не при тоа да бидат јавно и транспарентно прикажани сите записници од инспекцијскиот наод, даваат за право да отварат сомнеж дека некој сакаше свесно да го Кој? Значи не Мислите можеме ние на инспекцијата Булмак да или кажеме мислите што да на работи. државните органи? Бидејќи сега да бидам искрен, јас кога му се јавив на директорот на Булмак, тој во првиот момент рече ние немаме што да криеме, ќе дојдеме све да си кажеме. Да. А тоа ретко ни се случува со приватни компании, искрени да бидеме. Но само кажувам во интерес на вистината. Затоа за кого мислите повеќе кога ќе речете сакаше некој да сокрие? Инспекторатот или Булмак? Или во заедничка корелација, не знам сега. Најверојатно заедничка корелација. Друга дилема нема. Ама Значи, Видете, јас изјавава сама, извинете господине Антонија, ама ние земавме примерот си заедно со инспекторатот, тоа апсолутно не е во ред. Инспекторатот беше Видете, таму. не смее тоа да се случи. Вие треба да стоите од страна, вие треба да дадете записник за инцидентот кој што не сте го дали и еве врз основа на тоа ве записник, казнила. Казната ви е врз основа на недоставен записник. Прочитете што точно пишува имаме во однос на доставен казната. записник, јас го носам и записникот тука, ќе ви го Така дадам. е наведено во инспекторатот, инспекторите таму заедно со вас земале мостра, апсолутно недозволиво. Значи ние имаме огромни забелешки на тоа како реагирале инспекторите така е во законот, ситуацијата. Ања. Не е така. Еве Законот е дека инспекторот треба, не вие да земете мостра. Еве го закон. Точно инспекторот во Или да присуство повика на акредитирана, да, во инспекторот присуство. Па така беше. Инспекторот нема земено. Ве молам, тоа дека зеле сега после оваа галама да кажат дека зеле. Не, на истиот па ден, на видат- 14 земав. И однесовме во акредитирано Вака, во лабораторија. записник никаде не е напишано на инспекторатот, тогаш нешто имаат проблем во записниците. Јас на Дека инспекторите не можам дека да им зеле кажам што мостра да- и да дека прават. значи цело време велите закон. Законот предвидува дека мора да се земе мостра. Законот предвидува дека мора да го извадат записникот 5 дена, ако не записникот, барем заклучокот и решението 5 дена од кога ќе го состават. Транспарентно да се изложи. Ништо од тоа инспекторатот не го постапил. Вие можеби сте си ја завршиле работата. Инспекторатот се однесува како да е ваш соработник, а не како да е инспекција. Не како некој што треба да установи која е вистината. Најискрено кажам. Не е така. Значи инспекторатот дојде на лице место и виде дека нема истекување од јаловината, дека е истечена вода од после дигањето на галамата, а јас ќе ви кажам после и од каде доаѓа сето тоа, од заматувањето на водата и од другите правни субјекти што имаат објекти надоле, ги испуштија таложниците од хидроцентралите. Ако сакате да знаете, видете на вашиот сајт официјален на О2, таа слика што имате, таа не е од Булмак, таа е од испуштање на една од хидроцентралите вода во Тураничка река. На вашиот сајт. Идеме на тоа дека инспекторот тоа требал да го уведи и требал ама да земе јас мостри не од можам таму на и инспекторот секаде. да му наредам. Инспекторот Апсолутно, на јас нас велам вика, да, вие сте тука земете да се мостра, одбраните својата работа. Носите у акредитирана лабораторија и ние тоа го направивме. И како што велите, како што вие сте успеале, ние не успеавме да го набавиме од Технолаб ова документот за нели анализите.
Така, вие веројатно сте успеле преку некои луѓе, така и ние имавме реакции од луѓе. И морам да забележам дека, например, имаме информација дека ловишната брана ви е повисока од таа што треба да е според вашата интегрирана дозвола, еколошка дозвола, дека некаде 965 метри ви е дозволено, а сега е некаде околу 1000, дека веќе е во опасност објектот таму. 1005 е дозволено. 965 ви е според интегрираната дозвола. Тоа не е завршена процедура. Ако имате документација, би ми било драго да ми ја доставите, затоа што имаме таква информација. На утрешниот ден комплетно ќе ви ги доставам. Благодарам. Потоа дека ви е тројно зголемено производството поради побрзо црпење на минералите, затоа што набрзо бидејќи е застарено и бидејќи јаловишната брана е доста висока, дека планирате да го затворите рудникот? Не. Понатаму што со него? Значи ние во паралелно работевме на две постапки. Едната е тоа дека имаме соодветна документација од градежен факултет, од рударски факултет, професорите, дека можеме да ја надградуваме јаловишната брана до 1005 метри, а тоа е до 2030 година. Паралелно со тоа сме задолжени да направиме нова јаловишна депонија, најсовремена, некаде 7-8 милиони евра инвестиција, посебно од еколошки аспект, да бидеме максимално заштитени. И ние, и сите жители и на Крива Паланка, и на Македонија. И ние сме во фаза на добивање на планската документација во транспорт и врски и веќе да почнеме процес за експроприација на делови од приватно Јако земјиште. Расправ, тоа треба да иде преку општината, дали Не, имате општината, комуникација? да. Знае, Па Тоа треба, сакам да како кажам. не? Значи, ние бевме активни учесници во водењето на целата постапка. За жал, истата таа е стопрена неколку месеци. Не е сопрен. Е стопрена. Ја Значи, истата е така- стопрена. Значи, ние... Еве утре ќе ви докажам, Ние како општина немаме податоци. Сега ви ги носам. Зошто јавната анкета не е а одржана? вие Ние требавме да одржиме јавна анкета, да ги запознаеме граѓаните. Ама вие знаете дека Значи, ние бевме активни учесници цело време. Општината 7-8 месеци нема никаква информација, дури она што ја го знам, дека во моментов сите инвестициски програми на рудникот се стопрени. И анализи, истражувања, вклучително и постапката за урбанистичко-планска документација, со која што сакате да го проширите. не е точно. Да, вака, малку, ако Само за јаловишто само да да одговорите, кажам, да, начално. сакам да се вратам на Извини. опасностите. Значи, мене ќе ми биде мило да Да. ме демонтирате дека тоа е така. Да, ќе ви доставам утре Да. документи. Добро, бидејќи сега имаме две различни тези овде, врз основа на два различни документи. Според вашето, оваа вода што се излеа не е опасна по здравието на Апсолутно не е животот, ни на граѓаните, но ни на живиот свет во реката или фауната? Ние сме задолжени од страна на Инспекторатот за животна средина да направиме супер вештачење, односно вешто лице да направи увид лиценцирано за таа дејност, да направи целосна студија, да видиме дали има штетно влијание на животинскиот и растителниот свет во течењето на реката. Врз основа на таа студија што ќе биде направена и доставена преку инспекторатот до нас, ние ќе постапиме согласно тоа. Ако има постапки кои ќе треба да ги направиме. Ако нема, повторно има некакви задолженија што треба да ги спречиме за во иднина да не се случуваат. Ние имавме и предходно, знае сигурно и градоначалникот, и предходно имавме некои помали слични инциденти каде што бевме задолжувани од страна на Инспекторатот за животна средина да направиме нови таложници, после јаловиштето да направиме нови таложници од јамската вода, и ние сето тоа што сме биле задолжени го имаме направено, дури и повеќе од тоа. И наш интерес е, прво, безбедноста на луѓето е најважна од се. Не се работи за ништо друго отколку за безбедноста. Ние сами, нормално, ниту ја на како крајот на денот управител тоа на на сите фирмата, ни е ниту важно. моите собственици никако не сакаат и највеќе се плашиме токму од инциденти кои што ќе наштетат на здравието и на животот. Вие велите дека во моментов, според тоа што го имате, не постои Не опасност постои ни опасност. по живиот свет, Апсолутно. ни по флората и Апсолутно. фауната. Разговарав со луѓето од риболовното друштво, помор на риби немаше. Или барем не беше видлив во овој Видете, прв во сегмент. првичниот момент не може да се констатира дали има или нема поморни риби. Нормално дека во следниот период најверојатно ќе можеме да знаеме дали сето ова ќе значи помор на живиот свет.
Кога го спомнаше риболовното друштво, еве бидејќи самите резултати кои што ги поседува Булмак 2016 ги демантираат од кои што ги има општината, еве ќе ги почекаме утре резултатите кои што исто така и риболовното друштво ги има земено. Па да видиме на кои резултати ќе веруваме. Поред. Значи апсолутно нема никаков проблем. Јас пак ви кажувам, значи џабе тражиме резултати нема, затоа што нема од дека цијанид да дојде таму. Добро, од каде цијанид во Крива река? Еве, ме интересира како можел да се појави. Подобро тие ќе кажат, затоа што техниката и начинот на производството искрено не ми е познат. Стручноста цијаниди во самата навлегам, дозвола имаат барање за мирење на цијанидите во својата интегрирана Да дозвола. ви кажам. И пак да у интерес на јавноста да информираме, да биде точно и прецизно, да не ствараме безпотребно паника. Ако има проблем, има проблем. Ако нема проблем, треба да им кажеме на луѓето дека тој проблем или не е дојден од таму, или треба да тражиме од каде од друго место. Ако стварно има цијанид, е проблем. И за Паланка, и за сите, и за Македонија е проблем. Значи не смееме да дозволиме ние тоа. Јас ќе ви кажам, значи цијанидот како соединение не може да труе после 2 месеца или после 15 дена или после 2 недели. Цијанидот е соединение кое што е најотровно соединение, меѓутоа има неверојатно брза способност за растварање во водата и неверојатно брза способност за разградување доколку е изложено на сончеви зраци. И второ, не може никако да се акумулира. Значи цијанидот или ветруе моментално, или не може после 2 недели да ветруе, или после 2 сати, или после 2 дена. Значи цијанидот труе или не труе. Не може утрето да труе. Сега ми кажувате дека користите цијаните. Значи не постоje технологија на светот дека може да го одвоја пиритот од металот без да има цијанид. Меѓутоа тие цијаниди се многу мали концентрации и се ставаат под строго одредени услови во процесот на флотирање. Таа вода оди во јаловиштето. Затоа и јаловишните акумулации, ако сте ги виделе, сите се со многу голема површина на воденото огледало. Токму заради тоа цијанидот да го растворат. Он не го растварат, распаднат го, однема цијанид. Добро. И цијанидот не се акумулира. Никаде не можете да најдете акумулиран цијанид. Па добро, тогаш врз основа на што се темалат овие резултати дека има присуство на цијанид? Значи пак ви кажувам, во вода... Значи, единствениот документ на кој што треба да веруваме е извештајот од акредитирана лабораторија. Погрешно го толкувате, градоначалник. Како му? Па ја или Не е истата бројка или истата бројка? И истата бројка да е. како? Значи, Еве и вие ги имате неговите. у Европска унија може да има 0,05 милиграми, има правилник за тоа. У вода за пиење. Ја ќе ви ги дадам сите правилници, најдете ги утре, дајте на службите, нека ги најдете. На која? Еве, Значи, најдете го во, вика, според директивата за квалитет на води за пиење ЕУ 2020-2184 од 16.12.2020, како и според правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење, службен весник на Република Македонија 183 од 2018, максимална дозволена концентрација е 0,05 милиграми во вода за пиење. Или тоа е 5 микрограми. А вие тука имате 14. Да, се 101 микрограм на литар, ако не се лажам во дозволата. Во дозволата стоја, тоа е, да не мислите дека манипулирам. И во дозволата, и во законот, од 98 година некој погрешка има напишано, не може да биде у прва категорија, односно у втора категорија. акредитираната дозвола ви е грешка. Чекај да ви кажам. Гледајте ги граничните вредности. Значи гранична вредност ги граничните вредности. за втора категорија вода, тоа е вода од река. Присуство на олово. Значи втора категорија на вода е вода на крива река. Така е категоризирана. Тораничка река е трета категорија. Значи втора категорија ставиле 1, а у вода за пиење 5. Па не е никој будало водата за пиење да има цијанид, а у реката да нема. Ние согласно. Вие рековте дека ги толкуваме членовите од закон, токму тоа го збориме цело време, нели? Ја ќе ви Членовите од давам, закон. видете ги сите
у Европска унија уште поголемо, во Америка е за 14 пати поголемо, у вода за пиење скоро, а не во крива река. Мислам дека малце дискусија однесовме на тоа ние да ги анализираме хемиски резултатите, кои што не сме ние адекватни за таква анализа. Но беше важно да ги дознаеме дознаеме дека постојат не може повеќе цијанид да дојде 20 километра без да се раствори и без да се Мене во целова информација се извинувам, ми пречи тоа што самата фирма го прави испитувањето. Каде е инспекторатот? Го прави акредитирана лабораторија. На ваше барање или на барање на инспекторат? Кога го дал инспекторатот тоа кога беа барање? истиот ден ги Апсолутно не им стои го записник дека закон нешто направила. Нема констатирано дека им ви наложи да Знаете како направите ова делува испитување. манипулативно Не, после 20 тоа не дена да следува. добиете таква Овие резултати информација? се резултатите на државниот пазарен инспекторат практично. Овие резултати се резултати кои што се земени како мостра на денот на увидот, кога беа државните инспектори таму. Добро. Зашто државниот А инспекторат кој зема нема мостра, државниот инспектор или? Државниот И државниот не знам инспекторат- дали он нацрпал. Па сега искрено да ви кажам, инспекторите не зеле, па сега не навлегувам Ама тие од каде беа таму имам во информацијата резерва. така, затоа Значи, што има ни се сериозен- кажа ние значи, не имате земаме се- мостра, искрено да ви кажам, во комуникација со нив. Да. Ние не земаме акредитирана лабораторија зим. Така што ова не држи вода, Ние некој таа лаж. мостра ја Така земаме и ја испаѓа. носиме во акредитирана лабораторија заедно со инспекторите кога беа таму. Значи, Ајде. Пауза за реклами и се враќаме малку да се сталожиме. Да. Повторно во студиото на телевизија 24 дебатираме за еколошката криза во Крива Паланка и она што се случи во рудникот Тораница, при што имаме навистина спротивставени ставови кои што пред се спротивставени поради спротивставените наоди на две акредитирани лаборатории за една иста работа и ова е навистина збунувачки и не знам каде ќе не доведе, бидејќи граѓаните на крајот на денот пак може да останат збунети. Стојановска, вие мислам дека Да, излегувме упатите се неколку неколку барања барања. до инспекторатот, веројатно во насока токму да се расчистат овие дилеми што постојат, но дали после се ова може воопшто да се расчисти? Па искрено ние го пратиме случајов од дента на инцидентот, бидејќи имавме дојава дека има инцидент, директно комунициравме и го известивме државниот инспекторат, рекоа дека пратиле инспектори на терен и потоа почна да се одвива така ситуацијата што навистина се случија работи кои што сметавме дека не смеат да се случат. Во тој смисол и денеска е доставено веќе до министерот за животна средина и до директорката на државниот инспекторат за животна средина барања во однос на тоа што мислиме дека треба да се превземе. Пред се, извинете господине Тонино, сметаме дека интегрираната дозвола на Булмак 2016 со трет прекршок веќе се доведува во прашање и согласно Законот за животна средина има можност да ви биде одземена и тоа истото го бараме од страна на министерот за животна средина. Во однос на тоа дека сметаме дека навистина има загадување, а и на конечно и да се востанови бидејќи еве гледаме има спротивставени мислења, бараме од министра да го повика Природно-математичкиот факултет, односно Институтот за сточарство и рибарство и да излезат на терен, да го утврдат фактичката состојба со живиот свет и во Тораничка и во Крива река и според резултатите да направат анализи што и како може да се направи на темата. Во однос до самата директорка на Државниот инспекторат за животна средина, како и до министерот, упатуваме барања да се утврди зошто државните инспекторати за животна средина кога излегле на терен тој ден не постапиле според законот, дали зеле примероци сега велат да, претходно не кажа ништо, односно се долуваше дека немаат земено, да се утврди дали конкретно го почитувале законот за инспекцијски надзор и да се испита нивниот потенцијален судир на интереси кој што веќе се спомнува во однос на тоа бивши вработени, сопруга работи и слично. И да се утврди одговорност за необјавување на инспекцијските акти на веб страната, бидејќи ние долго чекавме за истите, треба ги објават најдолго во рок од 5 дена од носењето на истите не беа објавени па некои 10 на 15 дена. Тоа беа барањата кои што начално ги поставивме до Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина. Секако ќе одиме и со барања до владата и до собранието за измена на законите во однос на
поголема одговорност, поголема учественост во работата на инспекторите, јасно дефинирани ингеренциите на инспекторите и секако јасно дефинирано што представува судирни интереси при инспекцијската контрола. Митовски, вие дали добивте поддршка од државните институции во насока на надминување на дел од овие збунувачки елементи во текот на целата постапка, или директно отидовте во обвинителството, како што тогаш изјавивте на... За жал се уште не, но ние отидовме чекар. Не, во смисла, дали остварите контакт еве со државниот инспекторат? Не, се уште не. Значи, Добро, немаме официјална комуникација, немаме, но ние како општина си ги преземавме, нели, сите превентивни мерки во една ваква ситуација, со еден чекор понапред, со достава на соодветна кривична пријава до основното јавно обвинителство, до Бирото за јавна безбедност, каде што покрај сите овие членови од кривичниот законник, каде што се предвидени и санкции за едно вакво дело, а каде што дека несомнено имаме еколошка катастрофа од типот на екоцид, вклучително ќе бараме целокупна кривична одговорност во следниот период, затоа што за сето ова некој треба да одговара. Допрва треба да се утврди. Треба да се, значи некој ќе треба да има екоцид или нема екоцид. Значи за оваа еколошка катастрофа некој ќе треба да одговара за штетата која што трпат граѓаните. Кој утре ќе ги плати на граѓаните лекувањето по болниците? Вие треба да одговарате. Зошто ние да одговараме? Зашто информирате? Не, вие ќе ги одговарате затоа што ги имате доведено во заблуда. Јас немам пишано статус на Facebook дека вие имате пишано. Вие и вие и државниот инспекторат сте во заштита на кого? На една политичка партија и за бизнис релациите. Кажете ги кои се вашите бизнис релации? Ама зборете аргументирано. Аргументирано, да. Кои се вашите бизнис релации позади кои што стоите вашиот собственик и лично вие? Не те разбирам. Како не ме разбираш? Кои се вашите бизнис релации? Па таа е бизнис релација. Кој стои позади услугата за топол оброк на храната? Скриено позади друго лице. Одговорете на одговорете. Јавноста во Пробишти, во Криво Паланка многу добро знае кој е Па знаете дека знаеме и по колку пари е плаќено, сакаш да ти ги дам у воденица. Што е плаќено? Па фактурите за гости пречекување. А што има врска со тоа? Не мешате, значи вие мешате. А зошто на овој начин ја водиме се нема потреба. Нема смисла една работа. Дојдеме да збориме за аргументи, он мавка за некои пријави, плашење. Не, извинете. Јас сум тука да се ги штитам моите граѓани. Ама не ги штитиш, ти ги плашеш. Не, вие сте тука за да го штитите бизнисот и вашите бизнис релации. Кој бизнис, јас сум директор на фирмата. Таа е разликата која што е да помеѓу штитам, нас. ако не ја штитам фирмата? Јас си ги штитам моите граѓани. Ама не ги штиташ, плашеш ги граначални. Зашто ги плашам? Со лажни дезинформации. Јас сум Ние треба, значи кога ќе се утврде штета, а он одма киде ќе лабораториските извештаи се лажни информации. Како бе така? И па моите лажни ли се од лабораториските извештаи? После 17 дена вашите и врз основа на моите реакции. Нашите се земени. И кај се земени? На Тораничка река? Па дека да земаме, ние таму испуштаме. Да идеме опчиња. Или ај Егеско. Значи сакате да кажете дека ова матното заматување што беше црно е и од хидроцентралите и ти таму треба убаво да си провереш, имаш сигурно и локален еколошки план, леа и имаш и други точки кои што се покрива река и од Киселичка река и од јаловиштето на рудникот за антимон кој што е затворен у Крстов дол и многу други. Сакате да кажете дека сите други се криви само значи, вие. Не викам, јас сакам само фактичката состојба да ја утврдиме. Да збориме со аргументи, а не да политизираме и да нагаѓаме. Со аргументи, поголем аргументот од сум дојден како политичар, нити сакам политички да разговарам. Ја не разговарам политички. Ја единствено разговарам врз призма на заштита на моите граѓани и никако поинаку. Ама плашете ги, не ги заштитувате. Со што ги плашите? Со цијанид кој што не е можно да го има. Значи, ќе се задржам на тоа дека политички апсолутно не сакам да навлегувам. Имаме проблем што плашењето не сметам дека доаѓа од градоначалникот, него доаѓа од самиот инспекторат. Јас упорна сум за тоа за инспекторатот. Значи се направи една ситуација каде што не се знае кој што правел, како правел. И фактот е дека вие не сте требале да земате мостри.
Значи, може во ваше присуство, не вие заедно со инспекторатот. Јас се извинувам, но тоа беше ваша изјава. Ние земавме заедно со инспекторатот. Од старт имаме проблеми во целокупната комуникација со инспекторатот и со тоа што се случило и како се случило А таму. како градоначалникот е земал проби без инспекторат? Ма затоа што инспекторатот Врз не ни основа на најави загриженост. дека има. Ние сме загрижени. Ама тогаш се ваши. беа инспекторите Тоа се таму. ваш, не се на инспекторатот. Токму тоа го зборам. Имаме факт дека имате вие своји анализи, градоначалникот свој, рибарското друштво свој, само инспекторите кои што ние се имаме- одговорни и мора да реагираат наместо да се сее страх, да се прави паника, реагираат комплетно погрешно, без нетранспарентно и уште повеќе ги вознемируваат Ние граѓаните имаме да и се на верува 26 дека има земено, позадина. И ние имаме и на 6, еве пак да се вратам за вода. На 6 Извинете, само тука ќе ве прекинам. Го гледам записникот од државниот инспекторат, кај што никаде не ви наложува да земете анализи од водата. Добре, Врз основа на што ги имате земено анализите? ние и сами и на 26 имаме. А не земено. кажавте инспекторатот ви ги има наложува. Беше инспекторатот таму. А кога у земе. записник го нема Ама евидентирано. сега не исто. можам на инспекторатот да му кажувам записник што да. Многу е лошо Што што не се значи, присутни. што значи, значи нема и знаеш, кој е ово изјава дека заматување од технолошка вода? Тоа е реалност. Тоа е реалност. Да, заматување од цевка која што не е влезена у А флотацијскиот цијанидот процес. и оловото 10 Потоа, пати зголемено следното врз основа на известување, што е? следниот записник Да, ама Ама Тоа цијанидот не познато не нивното, сега. нема Да. цијанид. Дека има цијанид? Мал... има во Ама Вие може да измислите. се открива Паланка од Ураничка река Значи, го нема. вториот известување на 28 март од Државниот инспекторат стои, мислам дека ви го читав, дека содржи елементи и на тешки метали и на цијанид. Значи, ова е на 14, ви говорам за на 28 март, известувањето на Државниот инспекторат. Сега Тоа е вие за ме велите да 28 не шириме март. паника, Да, а го после имате 17 тоа, дена јас објавувате деска го имав резултати. отворено. Врз Тоа основа- ги дадеа од лабораторија. Ама врз основа на моите реакции. Значи, не, не. како Каде не? се јавува А врз основа на целата- моите, ова ќе останеше затворена тема доколку општината не преземеше Доколку вие не соодветно. ги уплашите граѓаните Не. дека има цијанид. Не, грешка сте. Треба- Потполно сте во грешка, не. Треба да ги тражите другите проблеми што ви ги создават, ако сакате да ги заштитите граѓаните. Пак ви кажувам и одговорно тврдам пред целата јавност македонска. Не е можно да има од наша страна да е ПК зголемено, ХПК, Азот, Ама че како да ви веруваме, кога имате сериозни пропусти, Дека имаме пропусти. Државниот инспекторат направено и анализи Ма доставувате прашајте после ги, не 17 зашо мене после 17 дена. Ја ви кажувам Они дека ние сме имате направиле тоа се. да го поберам Ова е... од 28 март. Еве го, не, ова е од 14 предпоставувам. 17 март. Не, на 28 март Решението од 17 стои, март. еве го читав, јамски отпадни води кои дел одат во погонот на флотација, само момент да го најдам тој дел. Се извинувам, преска го Еве имав вака. точно. Еве го. Дошло до кукање на главниот цев во 6:30 за јамска часот. отпадна вода, кои во својот состав содржат Суспендирани материи, минерални масла, метали. метали, во заграда, олово, цинк, кадмиум, манган, арсен. Значи, и ова е други. второто известување. Тоа е така. Да, но велите вие Вие чисто велите не дека е постоело. чисто, дека нема. А првото е технолошка А во вода. првото пишува Технолошка 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 е Да, заматена Да, вода. ама тука не пишува цијанид во ова, Да. искрено. Значи Мислам нема. дека пишува така. Олово Не, мора да цијанид има. не. Олово сигурно има. Затоа што тоа олово е рудник и олово и цинк. Ама тие се во дозволени граници. И тоа е Оловото дозволено 10 пати зголемено дозволено. Добро, Ама, да, збориме за- мислам да за збориме Тураничка уште река и да, за една Крива саат река. ќе остане нисто Исто тоа така, што- Така оловото укрива Значи, река. за да Проблемот имаме, е- за да компарираме Добро. резултати, мора Мислам- резултатите на пробите да се земени од исто место. Не може после 20 км Добро, водата да јасно биде е дека иста овие со се на таа. различни Од места различни земени локации. овие две што ги имаме, Ние сме ќе ги ја земали чекаме одма после и тоа. третата, четврта не сватив дали ќе има од државниот инспекторат или ова е таа. Не знам. Не знаеме. Добро. Државниот Тоа не инспекторат, да. ако зел многу подоцно. Дента нема земено, дефинитивно. Тоа е предпоставувам на сам Булмак, ако сте зеле мостра дента. Дента земавме мост на 14. И у присуство на инспекторите земена мостра и однесена во акредитирана лабораторија Да. Сега, што присуството ние- на оловото во крива река од фекали, според вас.
Значи, Значи, ја цело време ви кажувам дека Значи да дојдеме ја да почнеме да правиме анализи и испитувања од кај се присуството морам на да олово во крива нагласам еден врз основа момент. на вашите тврдења дека се од фекали. ја ви кажувам За дека 2 дена има јавна олово- расправа за стратегијата за минерални суровини. Не знам дали знаете за новата национална стратегија. Ние таму предвидуваме нови рудници. Гледате што ни се случува нас на дело. Ние имаме комуникација меѓу рудникот Да, и да. општината, а нема кој да ја контролира. Ние имаме страшен проблем, дефинитивно. Да, господин Тоновски, колку често вие вршите безбедносни контроли во рудникот? Каде што работите практично во двата рудника и дали често имате предупредувања за ризици и знаете да ги предвидите или имате можност да ги предвидите? Ние имаме и стратегија за ризици, имаме и луѓе остручени, обучени, лиценцирани и за безбедност при работа, имаме вработено и одговорни за јаловиштата, за флотациите инженери, како и еколошки инженер кој Зошто тоа ви се случуваат толку случаи кои што и за жалеви трагично завршија? Што трагично? Па имаме и со смртни последици. Па има. Значи тоа се рудници, таму се случува. Па, Ние сакаме, најмалку сакаме да има. Како минатата година имате прикажано добивка на завршна сметка од повеќе од 26 милиони евра, а не вложувате во стандардите и во работата на работници. А тврдите дека вложувате. Градоначалник нешто помешати ги бројките Не. оваа вечер. Не сум Не ги ја ви помешал. пишуваат добро. Не сум ги ја помешал. Не ви пишуваат добро. Не, ја не сум ги ја Ние имаме помешал. вкупен обрат. Тоа е врз основа на финансиски извештаи од Не сте ги убаво видели. Значи, да не са денак. 26 милиона евра. Значи, Прикажана добивка. Ние имаме вкупен обрат од 35 милиона евра, така да не може да имаме 26 милиона евра добивка. Видете ги убаво. Убаво се подгледа. Добро, ако вложувате, зошто тогаш ви се случуваат сите овие трагични Секојдневно случаи? вложуваме и во минатото, и во иднина ќе За вложуваме. жал, моите информации не се такви. Погрешни се Не се информации. такви. Еве ги прашаме било кој да може да 2021 рударите немате и ги 11 прашаме милиони евра и ги проблем. прашаме еден од рударите да видиме дали е така. Да, бе праша практично за тоа колку често ги правите овие безбедносни проверки за да осигураме дека нема да се случуваат вакви Ако работи. збориме за ова јаловиштата, значи ние секојдневно и еднаш месечно имаме од точно одредени локации согласно интегрираната дозвола од каде земаме проби, ги носиме и ги мониторираме, постојано ги следиме. Имаме точки точно одредени, дали се тоа пиезометри на јаловиштата, дали се луѓе физички присутни по цевководите од флотација до јаловишна депонија, вработени на јаловиштото, кои што 24 часа 365 дена ги контролира. И добре ви се анализите. Значи Нашите имам анализи се информации дека ви се секогаш на граница, некогаш и повисоки, па со ваш малце поголем притисок се носат Нема на притисок, граница таму и така. Лабораториите се акредитирани и тие не Па да, даваат се повторуваат погрешни. урниците неколку Еве, пати. ова е од 26 пак сме правили. И на 26. Ќе може и вашето Извини, ја не ги Да. стакува така, ама беше за мене. Значи, ова се две анализи од две различни акредитирани лаборатории со сосема спротивставени резултати за она што се случи во Крива Паланка. Го повикувам државниот инспекторат наитно да излезе со објаснување на целата оваа ситуација, бидејќи во прашање или во заблуда или во недоволно сознание се доведени граѓаните не само на Крива Паланка, туку и на цела Македонија. Јас ви благодарам на и господин Тоневски што дојдовте и што денеска ги обелоденовте овие резултати кои што вие ги имате. Градоначалник, ви благодарам и на вас за ова, меѓутоа мислам дека оваа ситуација навистина државните институции ќе мора под итно да ја реагираат. разрешат. Еве завршен збор да ви дадам на вас. Па јас, како што веќе реков, ние поднесовме барања и до Министерството, и до Државниот инспекторат, ќе поднесуваме и понатаму. Градоначалникот рече ќе си поднесе кривична пријава, како ќе се реши, што ќе се реши, која ќе биде начинот на решавање
Искрено не сум убедена дека е баш така чисто како што господинот представува, затоа што при многу работи се непознаница во целата ситуација и во самиот инцидент, за да можеме, а посебно ако се овие точни податоци, независно од се мора да реагира инспекторатот, ако ништо друго морал да реагира досега и самиот да земе мостри од крива река и да види од каде е загадувањето, ако еве не е од булмак. Ви благодарам. Да. Само за крај. Еве видео од мои сограѓани кои што во моментот ми праќаат, инаку не се насоки, туку едноставно загрижени граѓани кои што ве слушаат вас и ќе ви ги покажам од сите пораките да видите колку се загрижени од актуелната тема. Добро, тоа мислам дека може и после емисијата. Дали ова ви личи може дека е загадена вода од фекали? Или интересот кој што го имате и оној бизнис релација која што ја најав и вистината за сето тоа Тоа нема врска со темата градоначалник. Само еден ден после вашето назначување на Имате и тебе и благодарница да. Ве молам, да. Тонаски да имате право и да одговорите. На тоа ниво, ама овоа сте вие или ја кој кажува дека Булмак е најдобрата фирма која што работи најдобро. Или до вчера беше најдобро, сега стана најлошо. Не, тука да се разбереме. Имamo 600. Значи никој не е против Булмак и против фирмата. А против што? Ние сме против загадувањето и здравјето на граѓаните кои што сакаат да го уништите и свесно да го скријат. Не ги лажете и не манипулирајте политички. Ќе ми извините. Разговарајте стручно и конкретно. Вие можете да си го штитите вашиот бизнес интерес, а ја ќе ги штитам до последен ден интересите и здравјето на граѓаните. Уште малку, нема многу. Тоа нема вие да го кажете, некој друг ќе го каже. Да. Ова како продолжите не сериозно. Не, некој друг ќе го каже, Добро, да. ви благодарам на сите што бевте вечерва гости на ТВ24. Може би нешто разјаснивме, може би нешто не успеавме, но како и да е, повикот до Државниот инспекторат останува да ги даде на крајот финалните одговори за ова еколошка криза што се случи во Крива Паланка. Пријатно, почитувани гледачи.